Почитувани присутни, пред да отпочнам со протоколарното излагање на сечената седмица, што е стандард во овакви сечени моменти, дозволите ми да го искажам моето задоволство што денес сме тука во новиот амбиент на големата сала на општествено-политичките заедници и ми е пријатно што денес имаме огромен број на градоначалници од градски градови, градови од регионот, представниците на дипломатскиот корп. Поздрав до председателот на Советот, советниците, администрацијата, јавните предпријатија и сите невладини граѓански издруженија, а особено сакам да истакнам големо задоволство што денеска е тука првиот човек на опозицијата, мојот колеги, градоначалникот на Струмица, господин Заев, човек што отвори нова страница во политички историја на Република Македонија. Благодарам. Од моје лично име и од име на граѓаните на Куманово за се што направите да ја гледаме Македонија слободна, демократска, просперитетна и европска. Благодарам господин Заев, ќе следиме патот на вашите заложби да видиме Македонија таму кој што припаѓа. Почитувани гости, званици, почитувани борци на Народно-ослободителната војна. На овој ден градот Куманово ја одбележува 71 годишнина од своето ослободување од фашистичкиот окупатор. На овој ден, направо на 8-та деценија од својот слободен живот, за нас, граѓаните на овој светло град, значењето на историскиот настан на ослободувањето никогаш не изгледува. А напротив, во сите нас го освежува и го дава нов потик на слободарскиот дух на Куманово. Куманово денеска со гордост се сеќава на славните денови од народно-ослободителната епопеја во Куманово и Кумановско. Тоа време не само што имаше пресврати настани на нашето подлаче, по многу нешта донесе судбински и благодетен пресврат и во целокупната македонска онова историја. Но големите историски настани никогаш не настануваат случајно. Така и денот, кога Куманово беше ослободено, 11 ноември 1944 година, беше круна на многу претходни настани во нашето подлаче и пошироко, кои предизвикуваат состојби из кои се изразува векови стремежи на народот за слобода и правда, за општество достојно на хуманите идеали и за правото на почитување на својот национален идентитет. Во тој контекст, во првата војна година на Втората светска војна, слободарскиот дух на Куманово избликна со првите едностранични пушки заедно со градот Пилеп на 11 октомври 1941 година, тогаш цветот на младост на нашиот град со два партизански одреда, Козјачкиот и Карадачкиот, тргна во неравноправна борба против окупаторите. Од тој настан, па до 11 ноември 1944 година, се нижија многу борбени настани во кои од Кумановското подлаче зедоа учество околу 6000 борци на партизанските единици, а на жртвеникот на слободата ги положија своите животи 828 борци и жртви на фашистичкиот терор. Благодарение на големата слободна партизанска територија на планината Квози и развиеното и силно народно-ослободително движење на овој простор, на 2 август 1944 година на првото заседање на АСУМ во манастирот Прокопчински се увија темелите на современата македонска државност, тогаш во рамките на Федеративната југословенска заедница на народите. Почитувани, светлите историски точки на градот од времето на Втората светска војна на еден начин го оценува светло и на претходните историски периоди на неговото постоење. Таа едноставно е така, бидејќи духот на еден град се гради и негува низ долги периоди, години, децении, па векови на неговото обстојување.
Градот Куманово во тој поглед има моште богата и динамична хронологија, при што минува из повеќе историски фази. Првите записи во турските дефтери го опишува како мала населба со околу 300 жители од христијанска и муслиманска вероисповест. А веќе во 1660 година Евлија Череби го опишува како убава населба со сите карактеристики на тогашните рентални градови. Таквиот растеж на градот бил прекинат со Крапишовото восстание 1689 година, во што градот економски ја опустошен, а поголем дел од христијанското население извршило преселба кон север, најмногу во просториите на денешна Војводина и Украина. Повторно закрепување на градот се задржува дури во втората половина на 19. век, кога градот го оформил своето градско јадро според основните елементи задржано и до денешното време. Во тој период, како и во првата половина на 20. век, заради поволните комуникацијски карактеристики на градот, во него се доселувале голем број луѓе од сите околни правци, кои го окружуваат заради тоа што градот има забрзен развој. Но истовремено го профилира и својот специфичен, така наречен кумановски дух. Тој дух освен шеговизмот го карактеризира и слободарство, како и чувство за толеранција, соживот, мултиетнички, мултикултурен и мултиконфесионален план. Тие карактеристики на духот во овој град длабоко се држали во сите негови генерации и обстануваат низ времето се до денеска. Токму таков дух и придобил во судбоноските историски периоди градот Куманово стоички да се десува, да дава отпор кон сите неправди и угнетувања, а да не дозволи меѓу своите граѓани да владе меѓуетничка и меѓуконфесионална образа и судби. Мирот како свето орело во кој има и надеж на подобра иднина за сите беше остана во духот на сите кумановци. Напојувајќи се на таквите духовни извори, Куманово се напојуваше и на сите слободарски настави од нашата историја, на идејските идеали, но и на стремежите на социјалната, националната правда и на силно развиеното работничко движење во Куманово во периодот помеѓу двете светски војни. Од тие причини, во Македонскиот црвен октомври 1941 година, не случајно Куманово стана град првоборец, а на неговото партизанско движење имаше припадници за сите народи кои живееа овде: македонци, албанци, срби и други. Почитувани присутни, од 11 ноември 1944 година до денес, Куманово како Република Македонија минува низ две фази на својот развој. Првата, како што е познато, е фазата на развој од 1991 фаза на развој до 1991 година во рамките на Заедничката федерација, во рамки на која Република Македонија и градот Куманово го доживеа својот брз економски и општествен напредок, како и целиот развој и афирмација на националната и културната припадност. Втората фаза на развојот во слободна и независна држава Република Македонија започна од 1991 година и таа и во Куманово донесе карактеристики на транзицијски тешкоти на промена на економскиот и општествениот систем. Во многу нешта, стабилизирањето на транзицијските последици е недоволно и тоа е состојба што се уште ја чувствува како тежина на нашите граѓани. Од аспект на локалното управување и општествените работи, односно развој на локалната самоуправа, значајна е годината 2005, кога започна процесот на децентрализацијата на дел од државните надлежности во надлежности на општините. Овој системски чекор во известна мерка ги приближуваше работите на демократизирање на граѓанските интереси, но практиката покажува дека динамиката на децентрализацијата е важна, а таа во круцијалните надлежности од непосреден интерес на граѓаните во голема мерка е и формална, бидејќи државната власт се уште ги држи во своји раци основните средства за управување со општинските надлежности. Тоа не е можно да се надмине доколку во натамошниот период фискалната децентрализација не стане основа на својот системни процесот на децентрализација.